А за сите кои што се љубители на брзина, на адреналинот, меѓутоа и на офроуд возбудувањата, овој викенд во Скопје има што да посетат и има што да видат. Во недела на 26 април мотополигонот Васил Николовски ќе биде домаќин на првата мотокрос трка Орман 1, со која што исто така и официјално започнува државното првенство во Македонија во мотокрос. За сето ова разговарам со генералниот секретар на мотоклубот Вардар, господин Боби Иванов. Ќе пренесеме детали за тоа што ќе се случува во недела, подготовките како течат, меѓутоа и за позиционираноста на овој спорт во државава. Добре ни дојдовте. Благодарам на поканата. Да, у недела е првата трка од македонскиот мотокрос шампионат, се отвара сезоната. Практично клубот кој што организира трката е клубот Мотори, меѓутоа поради тоа што се трката се одржува на нашиот мотополигон, ние сме на некој начин логистика. Практично клубот Мотори го организира, меѓутоа ние сме тука да помогнеме. Со нашите ресурси. Колку возачи? Практично мислам на наш терен се вози трката, така да. Колку возачи очекувате на ваш терен и во кои класи всушност ќе се надпреваруваат? Па со оглед на тоа што минатата сезона околу 50 на возачи продефилира низ мотокрос надпреварувањето, шампионатот, вкупно во сите класи, верувам дека најмалку 30, да речеме 60% тој број ќе бидат присутни во недела на стартот на нивните класи, односно на техничкиот преглед закажан за во 8 часот. Така да мислам дека 30 на водачи ќе учествуваат сепкупно. Голема е верувам. Класите се, извинете, класите се тие MX1, MX2, MX2 или MX Junior, имаме MX Senior, MX65, MX85 и се надеваме дека MX50 ќе имаме возачи. Така да има некои 8 класи, 9. Верувам дека голема е одговорноста кога надпреварувачите ги пречекувате на ваш терен. Трката се спроведува по строги правила, па прашањето ми е колкав е предизвикот, но и колку е комплексно да се организира еден ваков спортски настан. Да, терминологијата што ја употребивте комплексно навистина одговара. Ова е прилично комплексна и сензитивна мисија. Знаете, овој систем мора да функционира безпрекорно, а за да системот функционира безпрекорно, ќе се согласите дека секој негов елемент е носечки, еднакво важен и клучен. Така да сето тоа мора да функционира како би се обезбедила најпрво безбедност за возачите, уште повеќе да обратиме внимание на самите посетители, на сите пријатели на овој спорт и така да не сме да има нулта толеранција, се треба да биде според однапред препишаните норми. Тука теретот највеќе би паднал на нашиот претседател на клубот Александар Николовски, кој што е впрочем и координатор за мотокросот на мотокрос спортот при федерацијата, мотоциклистичката федерација, на некој начин во центарот на тој паноптикумот кој што ги следи останатите случувања, ги менаџира. Така да едноставно се мора да функционира така како што треба да функционира. Така. Мотополигонот го носи името и на легендата Васил Николовски. Колку оваа патека е предизвикувачка за надпреварувачите, меѓутоа и за вас кои што сте членови на вашиот клуб Вардар, носи одговорност во исто време и нешто што треба да го оправдате. Да, патеката Орман, мотополигонот Орман, конечно пред некоја година веќе го на управен одбор, односно на генерално собрание на клубот, дојдовме до таа одлука да се донесе името на нашиот идеолог Васил Николовски, кој што е практично на некој начин некој го нарече и таткото на мотокросот во Македонија, и тоа воопшто не е погрешно. Инаку во врска со колку е, како рековте прашањето? Колку вие како членови и представници на мотоклубот Вардар всушност имате одговорност и да оправдате се што претходникот Васил Николовски создал, како што кажавте, татко на мотокрос? Па да, Васил Николовски трасираше некој пат, односно и остави доста позади себе конкретно
домот Орман е највеќе негова заслуга и он тоа што го изгради и што ни го трасираше. Најпрви ние моравме да се обидеме да го зачуваме, успеавме во тоа, а сега конечно можеме и да се пофалиме дека имаме забележителен апгрейд, нели? Така да мислам дека сме на многу добар пат за да го продолжиме тоа што тој го започна во далечната 78. Боби, какви се вашите лично очекувања за во недела, како ќе се одвива трката според вас? Моите лични очекувања, односно, ајде ќе почнам со нашите очекувања клубски, се да бидеме најмалку тоа што бевме лани, тоа се вице-шампиони во Македонија. Го освоивме второто место, сето подобро, односно доколку би освоиле, доколку ни се укаже прилика, секако би ја грабнале и шампионската титула, меѓутоа имаме некој нашиот главен конкурент е Ендуро тим Водно, кој што е сепак исто доста гломазен и добро организиран клуб. Инаку, моите лични очекувања пред се е да сите од како ќе заврши трката бидеме комплетни, онака све што сме поседувале претходно во смисла на психофизичка состојба, да бидеме во таа истата состојба, тоа е најбитно. Да бидеме сите здрави и живи, вклучително и посетителите, и најбитно е да имам добро дружење и добра забава. Сепак, тоа е спорт, а спортот е примарната улога е за дружење и надпреварување. Всушност, во недела започнува со оваа трка и државното првенство во Македонија за мотокрос. Пајте да прокоментираме малку околу самата позиционираност на спортот, овој конкретно спорт во Македонија, и што треба еден возач да поседува за да има успешен старт, меѓутоа и успешна кариера, какви предизвици носи мотокросот? Мотокросот, односно стазата, нели, носи предизвици исто како и самиот спорт. Овој спорт е предизвикувачки спорт и секогаш носи предизвици. Еден возач за да што треба да поседуваме, прашавте, прво треба да поседува волја. Тоа е најбитно нешто. Под број 1. Под број 1. Меѓутоа волјата сама по себе е ништо ако тој возач не е консистентен и не тренира редовно. Така да едно без друго не оди. Не знам што би рекол, што е побитно, дали тренингот или е волјата, меѓутоа сепак многу е важен тренингот кој што треба секојдневно малте не да се практикува како би еден возач бил успешен возач. И секако поради природата на овој спорт е многу важно логистиката, односно финансиската подлога, да еден возач има добар мотоцикл како бил конкурентен. Впрочем, таква е природата, нели? Еден музичар мора да има добар инструмент за да има добар перформанс, да има добар звук, нели? Инаку би звучал колку и да е тој успешен музичар, не би било тоа. Така да исто покрај ова волјата, што е нели некој двигател, прв двигател, тренинзите кои што мора редовно да се практикуваат, доаѓа и елементот на финансиската спремност. Колкава е заинтересираноста во Македонија? Има ли млади имиња кои што мислите дека ќе направат големи кариери во спортот? Како и во секој друг спорт. Во последно време има доста експанзија, овој спорт стана прилично интересен. Има доста млади кои што сакаат да го прават ова. И има некоја светла иднина. Можеме да ја едноставно да ја приметиме. Ние во Вардар имаме мотокрос школа кој што ја руководи нашиот претседател Александар Николски, кој што патеме 5-кратен македонски шампион во мотокрос. И он ги обучува и младите, има доста млади деца кои што од него потекна и сега се на веќе имаат забележителни успеси, мислам. Да, веројатно и делот на едукација е многу поважен отколку надпреварувачкиот. Веројатно и делот на едукација е многу поважен отколку надпреварувачкиот за новите сили. Да, многу е важен и многу е битно да младиве на право место ја дојдат до тие знаења, нели? Не на некој си, како што во последно време гледаме некои фраери на батерии, ќе ги кажам, во смисла дури и не само фигуративно, туку и технички навистина функционираат на батерии.
И поради тоа што тие некои видеа што се по 3 секунди вкупно што траат на тие мрежи, може да бидат со купни резултати доколку знаењето се превземе од некои нерелевантни извори. Така да многу е битно да уште од старт децава се усмерат на вистинските овакво правци кои што имаат кредибилитет за тоа. Боби, малку и за мотоклубот Вардар. Вие сте генерален секретар на клубот, претходно сте биле и председател, така што околу самата историја на клубот, што е она што вие како традиција пред се го негувате и што сакате да пренесете на сите идни генерации кои што би била дел од вашиот клуб како мотокрос возачи? Да, ја бев председател некои 10 години, откако нашиот председател претходно го напушти овој свет. И сега сум генсек, тоа е малку смешно, генсек обично се асоцира на нешто неубаво. И сега клубот го превзема од пред некоја година синот на нашиот претходен председател Васил Николовски, кој што го споменав веќе неколку пати, Александар. Освен мотокросот, кој што е на некој начин тотално вметнат во нашата ДНК, нели? Во клубот ние се занимаваме и со некои други активности, како што се, например, фим рели. И Васил Николовски исто има 25 фима до сега. Тоа е еден фестивал кој што се одржува секоја година на различно место во светов. И така да и тоа е нашиот фах, да кажеме. Ја имам 9 учества, Иванчо Чаушевски, нашиот ветеран, има 2 учества. Оваа година се надеваме ќе отидеме во соседна Грција, греот е да не отидеме таму, многу е блиску, така да малку уште некој трофеј плюс да донесеме. И инаку Вардар како Вардар, самото име кое што е синоним за Македонија, нели, кој што уште од 47 година е формирано спортското друштво Вардар во Македонија, и во тоа време додека не сме биле независна земја, било на некој начин синоним за Македонија, така да ние сме тука гравитираме, ние сме од спортското друштво Вардар, црвено-црната крв е во нашите вени. Мислам, најголемите асови уште на времето кога Вардар е формиран 78-та година, уште од самиот старт, веќе еве за 2 години ќе правиме 50 години, поминале низ нашиот клуб. И сега, нормално, има многу мотоклубови во Македонија, но и со сета почит кон нив и сите нивни делатности кои што ги обавуваат, мислам дека духот на Вардар е сепак една нишка која што ги спојува сите останати. Каква сезона ви предстои, каде се ќе може да бидат видени, односно каде ќе се надпреваруваат вашите членови на клубот по трката во недела, односно по Орма недела? Кога веќе ги спомнавте членовите, би сакал да ги спомнам вака кои се можеби најактивни членови кои што во моментов ги имате. Тука би го кажал пред се Васко Киров, кој што лани беше трет во Македонија, веднаш зад величините како Христијан Илиовски и Гоце Томовски. Меѓутоа освои второ место во Алпе Адрија купот, кој што се вози, кој што се бодува на основа на балканскиот шампионат, и може да мислите од таа цела бројка, не знам колку се таму учесници, тоа повеќе би знаеле они, да биде второ место. Тука се исто би ги спомнал Михаил и Стефан Мрчковиќ, кој Михаил е шампион од лани. Озгија Нагушев, Гоце Бојовски, Ивица Гиновски, Хамид Желадини, мојата маленкост Боби Иванов, кој што од лани јас почнав да се занимавам со мотокрос. И тоа се и начело со Александар Николовски и Јованчо Чаушевски, кој што е ветеран во клубот, кој што е баш од она времето на формирањето на клубот. Така да има една интересна симбиоза меѓу сите овие млади деца, некој искуството споено со младост. Со младост и така да имаме во сите, гледаме да во сите дисциплини на мотоциклизмот бидеме активни. Боби, за крај на денешниот разговор да потсетиме, недела 26 април се случува трката Орман. Стартот е закажан, свечаното отварање е закажано во 11:35, мислам. 11:45
стартот на првата трка и кој сака слободно да поканете се, меѓутоа како што предупредив, мора да се ги следат сите упатства на редарите, на службените лица кои што ќе им бидат кажани за да земат подобра позиција, поради тоа што нашиот народ многу сака видеа да прави и доаѓа на некои несоодветни места за да направи видеа. Некако побитно е да пуштам видео на социјална на мрежа, да видат што сум гледал, а го пропуштаме моментот, практично на убавината е на моментот да учествуваме во тоа во самиот момент. Додека го правиме видеото, ние практично го напуштаме реалниот живот. Така да би советувал да онија публиката која што ќе дојде да внимава и да ги почитува сите насоки од службените лица. Сепак апелот е дека безбедноста е на прво место. Да не испадне дека премногу претенциозно се извинувам. Организатор на трката е Мотоклуб Мотори, значи не е Мотоклуб Вардар. Мотоклуб Вардар ќе биде во октомври, тоа е нашиот термин, меѓутоа е на наш терен и со наша поддршка. Се разбира со покровителство на Мотоциклистичката македонска федерација и клубот Мотори ја организира оваа трка.